Пред да им се даде функција, политичарите да поминат тест за корупција. Ова се погласно го бараат оние што ја даваат власта, граѓаните. Секако дека треба. Треба тоа, само тоа треба да се направи. Ако доколку тоа не се направи, исто ќе се остане така. Па на сите треба да се прави, да се види имањето како шо е. Оти многу се краде кај нас. Кај нас е катастрофа. Па би требало. Би требало. Не ги корумпира функцијата. Можностите, условите што им се создадат од осамостојањето на Македонија до денеска, искуството со сите партии тоа го кажува. Требаше понапред тоа да се направи. Сега е касно, сега се сите умешани, другарче. Со граѓаните се согласуваат и експертите, кои неколку години наназад работат на изготвување на ваков вид тестови. Да, дефинитивно треба да се работи над такво нешто, да бидеме свесни, можеби, некојаш луѓето и не се ни свесни за собствената подложност на корупција. Иако тестирање за подложност на коруптивно однесување во државата има, досега ниту еден политичар поранешен или сегашен не бил ставен на тест искушение. За разлика од нив, многу други на тест биле подложни, а резултатите покажуваат дека на мамката корупција малкумина се имуни. Се покажуваат различни резултати. Да, постојат секакви луѓе, има подложни на корупција, повеќе подложни, помалку подложни на корупција. Инаку македонското законодавство има дури 25 кривични дела кои се однесуваат на корупција. Не е само примањето на мито и давањето на мито како санкција, туку тука се истечените кривични дела, тука се незаконито посредување, значи има околу 20, дури еве да речеме и облюба со злоупотреба на службената положба. Се може да најде елемент на коруптивност во себе, зависно од намерата на сторителот. Казните за корупција се движат од 4 години затвор па нагоре. Сепак во 25 основни судови во државата, оваа година нема ниту една пресуда за криминал или корупција. Ретроспективно, во последните 5 години, полицијата поднела кривични пријави против 3576 лица, инволвирани во 2180 случаи. За истиот период, правосилно се осудени само 395 лица.